публиката не паѓа од небо, нити масовно излегува у дома, ајде да идеме на джез. Што значи джез фестивалот за државата, веројатно ќе треба да ја прашате државата, а ние можеме само да кажеме што значи за нас и за нашата публика. Тоа е 40 години полни со љубов, ентузијазам, знаење, искуство и посветеност која што се граничи со ненормалност. Еве го е и последното издание јубилејно, нема врска што беше јубилејно уствари, покажува дека има доволно публика, колку да е таа ориентирана кон сите културни настани и се повторува изложби и други концерти и така натаму, дека фестивалот носи еден убав амбиент, убава атмосфера, насмејани луѓе и среќни што макар еднаш годишно, да не ги подценувам другите настани, во Скопје нешто што се случува, кое се случува во другите европски и светски земји. Ние сме презадоволни од тоа како помина јубилејното 40-то издание на Скопскиот джез фестивал. Мислам дека истото чувство го дели и публиката, која што беше со нас 5 дена, не само во главните вечери во Националната опера и балет, туку и со оние така наречени придружни активности. Sam počeo raditi 95. godine, prvi put. To je bilo vrijeme kad sam uradio moju prvu publikaciju koja se zvala Jazziga u svrhu neke moje prve međunarodne izložbe u inostranstvu, u Austriji, na jazz festivalu u Saalfeldenu. I onda sam ovu knjigu, katalog slao naokolo po različitim festivalima. Došla je u ruke Oliveru Belopeti i jedno me čekala tada su bile još sekretarice koje su snimile sve pozive. Čekala me njegova poruka da bi baš volio da dođem u Skoplje da radim fotke. I tako je počela naša priča. За да некој стане љубител на джезот, кој сепак бара малку повеќе слушателски ангажман, тој треба да дојде во контакт со джезот. Или на радио, или на телевизија, или на концерт. Ако ја нема таа можност, како може да очекувате некој да стане љубител на джезот? Тоа е еден реален проблем.
Па сега не може да се има визија не за 40 години, него за наредните 5 години. Некако за 1 до 2 години може. Тоа многу значи како ќе се движат општите состојби во државата, дали целиот оној народ потенцијално наклонен код уметноста ќе се исели од државата, па дури и дали ќе опстане државата, и ја тоа не можам да знам.